денеска продолжува Еко сајмот кој што се одржува во Музеот на македонската борба. Во текот на 2 дена се презентираат проекти кои што се финансирани од Глобалниот еколошки фонд, тоа се програма за мали грантови, навистина интересни проекти кои што заслужуваат големо внимание, бидејќи овие мали програми навистина можат многу да направат за развој на општеството. Се надевам дека наведниот прилог ќе ве информира доволно за да размислите и вие дали можете да бидете дел од една ваква програма, да аплицирате со ваш проект кој што можеби ќе биде добро за лилјаците или пак за некое пеперутка или нешто што е интересно, а е загоден вид во нашава земја. Интересни беа проектите кои што се презентираа вчера, а денеска темата е климатските промени, повторно презентација на нови проекти. Ајде да погледнеме што регистрираше нашата камера, Гоце Андриевски беше на Еко сајмот. Сдруженијето за уметност, креативност и култура Теница во соработка со Глобалниот еколошки фонд програма за мали грантови вчера и денес во Музеот на македонската борба во Скопје организираат Еко сајм. На оваа локација сдруженијата на граѓани кои спроведувале проекти ќе имаат можност да ги представат нивните активности и резултати. Глобалниот еколошки фонд е најголемиот светски фонд кој обезбедува финансиска помош за државите во развој и за државите со економија во транзиција за покривање на зголемените трошоци во врска со заштитата и управувањето со животната средина. Македонија соработува со ГЕФ од 1996 година и до денес има добиено и спроведено повеќе од 20 милиони долари за национални и регионални проекти во износ од над 100 милиони долари. Представува завршен дел на програмата за мали грантови, подржана од UNDP и од ГЕФ и од нашето министерство на животна средина на Република Македонија. Тоа е благодарност до Глобалниот еколошки фонд, кој што ни помага не само во овие вакви случања или вакви подршки, кои што се програма за мали грантови, но и во многу поголеми проекти, особено актуелна помошта за елиминирање на токсичниот отпад во депонијата во кругот на Окис. Верувам дека ваквите настани се добри, ваквата помош е добра, ние ќе продолжиме да ја подржуваме ваквата активност, особено во делот како денес што се вклучува програмата на мали грантови, која што се надевам дека ќе продолжи и во циклусот од 2014-2018 година. Кој е фокусот на овој Еко сајм? Фокусот на Еко сајм е подигање на еколошката свест и она што највеќе нас ни фали, да кажеме, фокусирањето и посетувањето на она што го ставаме за нас. Мисијата на Глобалниот еколошки фонд ГЕФ е заштита на глобалната животна средина. Во 1992 година, за време на самитот на планетата Земја во Рио, беше основана програмата за мали грантови, преку обезбедување на финансиска и техничка поддршка на проекти со кои се заштитува животната средина, истовремено и ја подобрува благосостојбата на луѓето. Оваа програма покажува дека со активности на заедницата може да и добар баланс меѓу потребите на човекот и на животната средина. ГЕФ помага на Македонија во подготовка на стратегиски и акцијски планови за спроведување на обврските од глобалните конвенции кон кои нашата држава има пристапено, и тоа во областите биолошка разновидност, намалување на климатските промени, заштита на меѓународните води, хемикалии со неразградливи органски загадувачи. Глобалниот еколошки фонд преку програмата за мали грантови во Македонија е 9 години. 8 години додавуваме грантови на земја на граѓани, кои што се подносители на јавите и спроведувачи на проектите во Македонија во област на животна средина. Поточно областите биолошка разновидност, климатски промени, меѓународни води, деградација на земјиште и хемикалии. На сајмот, кој се организира по повод светскиот ден на животната средина 5 јуни, ќе бидат присутни сдруженија на граѓани кои што аплицирале и добиле проекти од програмата за мали грантови, спроведени на локално ниво и ги прикажат нивните резултати од активностите, позитивни и негативни. Со тоа ќе се радиме на 30
искуства ќе имат, ќе добијат идеи за нови проекти и надевајќи се дека програмата за мали грантови ќе продолжи наредните 4 години, наредната оперативна фаза, и надеваме дека ќе имаме можност да тие резултати и се зголемат и се реплицираат во други делови од Македонија. Заем на знаење и искуства од проектите на програмата за мали грантови на ГЕП. Каква е воопшто глобалната слика за Македонија кога тргнува борба за заштитата на животната средина? Колку што мене ми е познато преку проектите за животна средина од Удруženијата на граѓани, за сега морам кажа Македонија е на многу развиено ниво, дека знае дека има еколошки проблеми, и исто така знае како да пристапи кон нив и како да ги реши. Со отстранување на причините на проблемите, ќе се отстранат и проблемите. Доколку се стави приоритет, дека животна средина е приоритет, а се почесто станува. Програмата за мали грантови на ГЕФ помага исклучиво на здруженија на граѓани во нивните заложби и активности за подобра животна средина, земајќи ги предвид досега постигнатите резултати, како и позитивната реакција од здруженијата на граѓани во периодот од 2010 до 2014 година. Министерството за животна средина и просторно планирање пренасочи $400,000 од ГЕФ кон програмата за мали грантови за да се доделат грантови во областите заштита на биолошка разновидност и намалување на климатските промени.